комит, револуција. Да? Да, бе. Велат, ова е ветрометина. Никогаш не знаеш од каде ќе те подуе ветерот. Има еден принцип нема. Има само прилагодување. Како би се регрутирал од една таква дебатна заедница лидер? Како би го профилирале? Како психолошки статус, како карактерен импулс и така натаму? Човек со голема интроспекција, што нема проблеми со тишина, со емпатија и пристапен. Тие ми се 4 асоциации први што ми доаѓаат. На некој начин, јас живеем во Америка долги години, знам дека времето кога беше Клинтон и кога беше Буш председател, знам како луѓето реагираа на Клинтон. Бил со него и во соба, во иста просторија. Знам која е таа енергија кога таков лик ќе влезе. Тоа нема врска каде си бил школуван и колку си моќен. Едноставно таа пристапност, таа моќ да се направи флексибилност на размислување. Ебате животот ако не си спремен да умреш за него. Добра вечер. Дали на Македонија и е до балчак и дали политичкиот живот е во таа фаза? Кикеновски. Па ако е до балчак, може би и ќе се помиревме некој. Меѓутоа, мислам дека е многу подлабоко отиде на целокупната оваа работа и очигледно сега се наоѓаме пред една финална разврска на целокупната оваа состојба и само Господ знае како ќе заврши се тоа целокупната оваа ситуација. Петровски, дали сме во фаза на сопствено државотворно и политичко фаталистичко однесување? Ја не мислам дека сме до балчак. Јас ја гледам ситуацијата скоро како редовна, меѓутоа опозицијата немајќи што да прави, ги води работите кон конфликт. Конфликт што ќе заврши со македонско-македонски судир, во кој албанците се гледаат сери, тоа го прашав во првата емисија, или како што велите Билали, режимот заминува? И што сега, треба да кажем дали ќе замине или не? Добро, не сум го прашал сега Нострадамус точно да ми каже кога ќе замине, но практично сите индикации, значи сите компоненти укажуваат на тоа дека дефинитивно значи режимот пропаѓа. Значи не е можно повеќе да се тероризира во ваков обем и политиката и правото, на секаде за вакви, бар до сега објавени значи дела или снимки покажуваат дека се работи за тешки кривични дела. Значи тоа се едно дали некого може да убивате, да вршите геноцид, да плячкате банки, значи прекршувате закон. И тоа е прекршување на закон. Значи ако се смета дека преосечно за секое прислушкување 3 години се иде у затвор, значи ако сте прислушаш 20.000 луѓе, значи 60.000 години некој треба да лежи у затвор. Петровски? Не се сложувам, импровизираме. Прво и основно не е докажано кој прислушувал. Индикациите водат према странска држава. Заев вчера тој го призна дека работеле со Верушевски во соработка со странска држава и она што го рече за писмото што призна дека е автентично, мене ми личи како план за извлекување позавршена меѓудржавна работа. Така што мислам дека е рано да кажеме дека станува збор за режим, од проста причина што пред 9-10 месеци имавме избори чисти. И сега некој ќе ги спори изборите. Меѓутоа бевме бележени по барање... како парите што извини, а како што? Имавме ли сите белешка на палците? Тоа беше мерка од СДСМ. Можеше ли некој да гласа по 2 пати? Ако има 2 пасоша и 2 лични карти. И 2 палци на десната рака. Значи, изборите беа чисти по сите прописи. А тоа што некој не може да ги прифати, резултира со што сега го имаме. Односно, не ми се чини дека водење на конфликт надвородни институции. Дека одите на периферија, дека е важно кој прислушкува, нели, дали е странска служба или Верушевски? Важно е, точно, Одошто? Не е периферија. Зошто е прислушкувано? Точно. Имаме ли ние доказ зошто е прислушкувано? Имаме ли налози? Значи, некој вади транскрипти, а разговори може, како што знаете, секој да направи. Веќе денеска со ова ниво на технологија. Ние имаме транскрипти, немаме наредби. Нигде не видовме документ да извади Заев кој ги наредил прислушувањата. Ова што се случува, чинот на прислушување, за мене е еден најтежок досега и би рекол најгруп, да не употребам еден подруг збор, дури и монструозен обид на загрозување на правата на граѓаните на Република Македонија,
пред се нели правото на слободна комуникација, понатаму правото на приватност и сите останати други права. Значи, во овој момент е второстепено кој е тој што прислушува според мене. Меѓутоа, мене ми е поентата зошто е дозволено. Ако некој прислушувала странска служба, очигледно тоа докажува дека нашиот систем не функционира сиве овие години. Ако пак се прислушувало однатре, како што сите нели индици говорат, тогаш укажува дека ние имаме сиве овие години изграден еден паралелен систем, односно некој си дозволил во оваа држава без посебни, без давање на налог од страна на јавниот обвинител, без употреба на посебни истражни мерки, да прислушува и илјадници граѓани во Република Македонија. Дали мислите дека имаме некаков имунолошки граѓански систем во кој фазата на прислушување поминовме со Црвенковски, па се предизвика политичка криза и дека сценариото се повторува како фарса, била ли? Да, ја ќе ве надополнам, бидејќи не е овој прв случај во Република Македонија. Меѓутоа, само мислам дека големото уво доби завршница каква таква, еве шпион е во фаза нели на завршување, меѓутоа ние во минатото го имавме Сина птица, Шаклев, Дувло и така натаму, кои што беа и ден денеска се затворени во фиоките, некаде во некоја фиока на обвинителство и така натаму. Значи, ова не смее да остане несанкционирано. Конечно, на површина мора да произлезе, односно сите граѓани на Република Македонија да го видат, кој е тој што прислушкувал и кои се мотивите во оваа држава да сите, односно голем број на граѓани бидеме прислушувани. Очигледно сите индици укажуваат дека се прислушувале политичките неистомисленици, се прислушувале своите сопартици, меѓутоа се прислушувале и голем број на бизнисмени, сето тоа најверојатно за реализација на своји собствени лични политички амбиции или цели, меѓутоа нема да ме зачуди ако излезе на површина и за собствени бизнис интерес. Прво никакво оправдување не е тоа дека некој направил нешто претходно, за да ве оправдува вас да истото дело го правите. Значи, по логиката, ако некој вршил убиства, не значи дека вие имате право исто да го направите. Или ако гледаме од демократски аспект, значи ако некој паднал свое време во едно сосема друго време и други околности, ние сме членка, значи статус кандидат на држава која заправо го прокоскавме до крајот, а правиме такви дела, значи ни во сон не може да спореди тоа. И ја мислам дека кога ќе падне овој режим ќе увидиме дека ние имаме сериозно, не со диктатура, туку за персонализација на државата, приватизација на државата, погрешно што цело време новинарите кажуваат партизација на судството, на обвинителството, на институциите, на медиумите, не е така. Персонализација се гледа и по преслушкувањето. Значи, двајца луѓе се клучни. И парламентот е нивен, и владата е нивна. Нели гледаме? Значи, како овци, извини, ги терат, ако можем да гласат нешто... да се работи за култни или создавање на амбиент на култна личноста, наместо персонализација? Не, тоа е култ, тоа си е друго прашање. Добро, Петровски. Очигледно сме на различни позиции. За тоа сме тука. Така. Дебата за тоа. Тоа прилично различни позиции. Инаку и самиот сум следен и прислушуван, добро знаете дека... Да, па ја донесов малку за илустрација за да направиме разлика, бидејќи еве го досието на ВМРО пред мене. Малку е познато дека врз основа на овој досие јас поднесов барање до Комисија за лустрација и 18 полициски чиновници, 2 министри од времето на СДСМ за внатрешни работи се лустрирани. Што сакам да кажам? Овде има документи. Значи, може да се види кој нарачал прислушување. А вие имате, од друга страна, денешниот случај, господинот Заев излего вика 20.000. Може таа бројка паушална, може требаше да каже 200.000. Што сакам да кажам со ова? Тој од понеделник до сега порекна и за Верушевски дека се знаеле, и за писмото дека е автентично, и за соработка со странска држава. Кој може да ми потврди, извинете да завршам реченицата, дека станува збор за 20.000 луѓе реално и кој може да ми покаже од нивна страна еден документ, ама не транскрипт, пошто транскрипти може секој да направи. Само една работа на Заев. За злоупотреба на служба мора да има документ. Добро, има една работа. Ја излековте поентата што ме поставува улога на контрапрашање. Да. Врз основа на овие документи е почнат процес на лустрација и тој трае. Да. Ако се докаже дека вакво масовно прислушување
Дали сме во фаза во кој политичката елита сега, која дала налог за прислушување, ќе бидат лустрирани? Апсолутно, ако се докаже дека некој учествува у процес од ваков обем, и ќе биде лустриран. А што правиме ако се докаже дека од Грција доаѓаат или од некоја друга држава налозите? Дали сме повторно со сценарио на внатрешна ситуација во која странците не прават заговор? Не, гледате сега. Заев признава дека еден амбасадор, еве јавно прашам кој е тој амбасадор, и премиер од соседна, односно странска држава, му помагал во планот за извлекување на Верушевски. Значи, зошто Верушевски би бегал ако некои работи ги правила сегашнава инфраструктура? Од каде знаеме дека некој од надвор не им ветил план за извлекување од државата, откако ќе завршат да ги извадат некои разговори? Не вели амбасадор, уште поделикатен лапсус прави, дека е работено на дозвола за Верушевски од сестринска партија која има премиер, што е според мене дипломатски парекселанс скандал. Верушевски? Билали. Зашо? Зашто сакате? Кажете. Јас Ќе мислам ги дека илустрираме ли Груевски и Мијалков? Не, прашање дали ќе се илустрират. Прашање дали ќе завршат во затвор. Нели, случајот Вотергейт, значи председателот Джонсон, Никсон, требаше да отиде у затвор, но Форд, значи неговиот наследник, практично го аболирал. Поинако ќе заврши многу лошо. Имаме и две многу чувствителни прислушкувања, дури и шефот на тајната полиција на Фрањо Туџман исто прислушкувал двајца обвинители. И тој Туџман што бил диктатор, и така го сметаме, го разрешил од морални причини, иако самиот му дал задача. Потоа Туџман умрел и тој се спасил, треба да завршил у затвор. Или третото, например, случајот со Камерун. Британскиот премиер, нели првиот негов советник, прислушкувал во соработка со еден весник. Потоа весникот исчезна. Завршил у затвор. Да, завршил у затвор. И тоа, не кажувам, значи да заврши во тоа. Не се работи за лустрација. Се работи за тешко кривично дело, кај што треба се лежи у затвор. Поштувани гледачи, ова е Телма, следите топ тема. Мои вечерашни гости се Јовеке Кеновски и Мерсил Бирали, университетски професори, и доктор Филип Петровски. Останете и натаму со едно многу индикативно прашање, а тоа е дали ќе дојде до раслојување на партискиот врв на ВМРО ДПМН покрај овие интригантни снимени телефонски разговори. Добро го гледате. Очигледно дека ова прашање кое е индикативно за вас. Младиот Филип Петровски, заедно со таа млада бунтовна гарнитура Милошевски, Ѓорчев и така натаму, ја има поддршката и на медиумите и на луѓето во протестот што ги изведувавте, без оглед каква беше идеолошката матрица. Денеска ми се чини дека правите резерва. Малку поддршка, ама се сомневате дека не е тоа индицирано од Заев. Зашто мислите? За студентите? За студентите, за пленумите. За сите студенти гледам со симпатија. Мислам, можете да видите како го пратев прилогот. Јас мислам дека сите студенти треба да бидат општествено свесни и општествено активни. Добро е да прашања кои што ги тангираат, ги постават отворено јавно и да се борат за нив. Меѓутоа, во одредени моменти треба и да седнат да дискутираат, како што сега се најавува дека ќе се менја законот, односно ќе се прифатат одредени работи кои што они мислат дека се треба да бидат вградени. Така што да дискутираат кога ги игнорираше министерот па и премиерот? Па беа кај премиерот. Беа кај премиерот. И излегоа задоволни, бидејќи се договорија. Со двајца представници кои не кажале ништо на премиерската средба. Не е дебата. Но дадоа изјава после тоа дека прифатиле таму нешто да се менјава.
Значи во секој случај, Добро, извини. они веројатно ќе продолжат бидејќи тоа е таа младост, енергија и така натака, и нека продолжат, но треба да постигнат нешто со разговори. И мислам дека тие разговори се отворени. И мислам дека ќе постигнат нешто. Ако правам... Но да барат, да не полагаат и да не се проверува знаење, и тоа е малку индикативно. Добро, не правиме, очигледно ја перцепирам мизансценот на политиката. Така, После вашите протести, ВМРО дојде на власт. Дали ова индикација на тезата на Билали дека паѓа режимот и дека студентите го чувствуваат билото на можноста од промени? благодарам ако мислите дека студентските протести 97 година доведоа до паѓањето на Апсолутно на беше Црвенковски. тоа Верувам дека има нешто во тоа, историјата ќе покаже. Меѓутоа мислам дека денеска е сосема поинаква ситуацијата. Билали? Од тогаш ние имавме политичко прашање многу сериозно, кое што подоцна ни се испостави како сметка во 2001 во војна. Да не бидам, А сега е да не малку бидам поинаку. злонамерен дека после тоа сите гласавте и сте коалициони партнери со тие за кои намногу продавате јајца. Јасне. Билали? И ја мислам дека студентите го чувствуваат тоа и се уморни од тоа некој да ги третира како неинтелигентни суштества, значи некој 15 пати да го смени законот и потоа пак да се жали дека нешто не чини, да ги обвини професорите и студентите, тоа е надвор од умот. Целта на тие промени и последните на Груевски и компанијата околу него беше значи да воспостави контрола на секоја личност, на секоја индивидуа, психолошка зависност, за да може да контролирате цело време него. Тоа е секоја диктатура го прави. И тој го прави. Вие да сакаше, например, Груевски да направи квалитетно високо образование, многу лесно. Само ќе ги подигаш стандардите кај што примаш на државна администрација наместо списоци партиски, квалитетни, значи критериуми сериозни, и ќе видиш дека по автоматизм, само уште малку. Значи ово што се случува сега, конечно не се однесува само на прашање на екстерното тестирање и автономија на университетот. Ја мислам дека младите, тоа што вие го кажавте, го чувствуваат пулсот за потребата на промени, и тие промени ќе се случат. Знаете што, јас имам став дека сето ова што се случува всушност се заслуга на студентите, на директен и на индиректен начин, бидејќи долго време во Република Македонија јавноста беше зачмаена, односно бомбардирана постојано со оние провладени медиуми кои што знаеме како информира и што информира. И на некој начин тој масовен протест кој што го направија, доведе во ситуација да актуелната власт ја фати малку паника и направи чекори кои што воопшто еден здраворазумен човек не би ги направил. Не можете вие преку ноќ да носите закони онака како што ќе ги замислите во својот кабинет, притоа не водејќи сметка за реалноста од една страна, а од друга страна па после само неколку недели веднаш истите тие да ги коригирате гледајќи опасноста. Дали е тоа политичка демагогија, бидејќи после игнорантскиот однос кон хонораците, кон синдикалците, кон студентите, одеднаш се прави пресврт. Дали е тоа тактика, што е инаку препознатлива методологија на технократското владење на Груевски, или е создавање на клима во која сепак премиерот ги решава проблемите? Па тоа е еден, за мене, политички волонтаризам кој што не е најдена плодна почва во Република Македонија, посебно во овој момент. И мислам дека на некој начин, откако беа увидени грешките, дека тоа не вродува со плод, туку напротив, ги иритира се повеќе и повеќе, и тоа се повеќе и различни категории на граѓани во Република Македонија. И од таму се обидоа со една политичка манипулација да се направи чекор назад. Чекор назад кој што очигледно уште повеќе ги иритира, и сега имаме тоа што ни се случува со студентите. Предпоставам, денеска ги имавте и машиновозачите, нели? Утре ќе ги имате повторно хонорарците, и од ден на ден некако она скученост која имаше кај граѓаните, оној страв, мислам дека полека спласнува, односно се охрабруваат се повеќе и повеќе. Петровски? И како мине времето, мислам дека во се поголема замка ќе влегува актуелната власт и на некој начин се поголеми грешки ќе прави. Петровски? Пак не се сложуваме. Мислам дека е политичка доблест кога ќе се направи одредено решение кое што по ревизија и по укажување и по одредени понатамошни анализи се утврдува дека може да биде
нефункционално или проблематично, да се ревидира. Не е прв пат да го прави една власт тоа. Што во рокот од месец дена. Значи, гледайте, имаше проблеми со хонорарците и реално се појавија проблеми како ќе се исплаќа, те какви ќе бидат упаствата и така натаму. Реагираше бизнис заедницата. И они реагираа да го поправат тоа. Зошто гледате проблем во нешто што се исправа? Не, видете се. Ај малку, мораме да бидеме Ајде, објективни, окей, без не. разлика. Значи, вие не можете да носите закони за еднократна употреба, односно од денеска за утре да важат законите. Во правото законите мора да имаат одреден век на траење, односно одреден рок на траење. Не значи дека треба да траат нестабилен правен систем. Меѓутоа, кога имате стабилен правен систем, не можете вие да правите импровизација онаму каде што најмалку ја знаете, односно не ја познавате работата, за да задоволите одредени суети или каприци. Како тоа одеднаш преку ноќ се сети некој дека еве не функционира законот. Кога целокупната фела, најголем дел од фелата, професорската фела во Република Македонија, укажуваше. Јас бев меѓу првите кои што укажав на слабостите, дури имав еден научен труд кој го презентирав, па реков дека се потребни одредени мерки кои што ги наведов во тоа нова образовна, нели, висока образовна политика 2015-2025 година. Па имавме укажување од луѓе кои што целиот живот се во науката. Никој не рече дека не сме против подигање на квалитетот на образованието, меѓутоа не на таков начин кој што не може да го имплементирате вие. Тоа Е, добро да, и што тоа се е случи сега? Исто Сега е што се како случи? А зошто имаше потреба? Не, зошто Значи, имаше потреба со сега таков? Видете, за мене беше навистина. Господин Кекеновски, се разговараше со академската заедница и со студентите и ќе продолжат да разговарат. Сега што сакате вие да ви кажам ја? Дека дојдовме у ситуација, железничарите се побуниле, студентите се побуниле, тоа го диригира Сорос и ајде сега ќе правиме предвремени избори. Зашто тоа го сака македонска. Чекајте малку. Новија простори веќе Сорос. Дозволете, па точно е. Затоа што информациите кои што се теледиригираат доаѓаат од еден центар, а тој центар ги прави овие групации незадоволни, ги истакнува незадоволството у прв план. Што сега? Само еден момент, молам. Петровски, има една работа која на почетокот ја кажавте. Ја го спорам, ја го кажам мојот став, така? На почетокот спомнавте дека разузнавачките служби Грција и така натаму. Меѓутоа има еден парадокс во кој реакцијата на премиерот слуша ехо. Ако се грците за тоа, нели? Што значи имаат непријателски однос кон власта. Гестот чекате еден момент, гестот на Груевски, во кој му врти на Ципрас, освен честитката и му вика добар ден, па ајде да разговараме. Не знам дали разговарале за името. Државнички чин. Меѓутоа, како тоа кореспондира со Ципрас и со една непријателска Грција, во која ни мести тука државен удар. А чекајте малку, што мислите вие, дека Грција е пријател на Македонија? Не викам. Не, извинете. Вие мислите дека Грција не е крвник на Македонија од политичка перспектива, што не држи надвор од НАТО и од ЕУ, што ни го уништува идентитетот, што не ни го признава името, што ни го смени на сила знамето? Што сакате да ви кажам? Нешто ново за Грција? Има ли Грција нов став со Ципрас и новата влада на Ципрас со екстремната десница? Нема нов став. Меѓутоа, нашиот премиер има државничка обврска да почне разговори и тоа е едно сосема поинакво ниво. Знаете што, меѓународната политика се води со дух на следење на процесите. Ексклузивитетот паѓа во вода. Погледнете Путин и Порошенко. Прифатија модерација на меѓународен план на Меркел и на Оланд, се разбира. Ние сме мала држава. Утре за утре, и не сум сигурен, овде го слушам и овој Кекеновски, читам дека американците и германците се уште немаат свој фаворит, ама дека се инволвирани во можно решавање на ситуацијата. Дали, сега доаѓам до клучното прашање, одеднаш излегоа Ахмети и Тачи, нели? Не ние да си ги решаваме проблемите, повторно некои меѓународни модератори и странци да ни дојдат. Дали во фаза во која го поминавме политичкиот и транзицијскиот пубертет, повторно ни требаат медиатори за да се разбереме? Прво да се навратам на претходното прашање, потоа многу кратко ти одговорам на ово прашање. Значи, прво, како ќе го третираме, зашто ќе го сметаме човекот кој гради една куќа и за месец дена вели дека не чини куќа, ќе ја урива, ќе направам друга. Значи се донесува закони, тоа што спомнавме. И за месец дена веливме, кажуваме дека не чинат. Значи практика да ги
ги демантира. Значи тука е прашање или дека немате сериозна екипа, туку имате група на неписмени кои работат околу вас, или волунтаризам, или лични авторитаризам за да стварате посебни односи кон луѓето, кон професори, кон студенти, така натаму. Тоа е во однос на првото прашање. Во однос на второто прашање. Јас господинот Амети го чув, посебно ми беше симпатична изјавата негова дека ние ги гледаме работи со ладна глава. И јас не знам што треба да се случи за нивите глави да се ожешат. И стварно после ваква аварија, драстично прекршување на закони, кога се навлегува на интимност, на приватност на луѓето и пак ние гледаме со ладна глава. Ја разбирам дека со ладни глави се гледат ако спонтани конфликти меѓу разни заедници, верски или етнички, тука е во прашање културата, нивото и тука мора да ги почитуваме тие култури и нивоа. Ама дали, дали тактизира Ахмети и Заев? Не, пред да го кажам тоа. Но, кога државна институција која е надлежна да го спроведува законот, да биде чувар на законот, драстично го прекршува закон, ние уште бараме ладни глави. Тоа е надвор од секоја логика, надвор од секоја. Ама има една индикативна ситуација. Често пати и Бранко, па и Црвенковски и господин Заев се обидуваат да одиграат карта на Ахмети, да излезе и да дојдат на власт, да падне владата. Сега во објавувањето на дел од прислушкуваните разговори има малку дух на тактизирање, да не ги чепкаме албанците, оти може да не бидат партнери. Не ви се чини дека е тоа исто така една политичка лукративност? Прво, во политиката се е можно и тоа е можно, не навлегувам на тоа дали тоа е така или нема. А тоа е оправдано зашто Заев го прави, така? Значи, ова е оправдано тактизирањето кон албанците зашто Заев го прави, така? Или на нив ќе им ги даде под маса папките? Ја мислам дека најголема грешка ќе прави Заев ако направи дистинкција. Значи албанскиот дел да се поштеди. Он ја најави дистинкцијата вчера. Тој кажа многу јасно дека никого нема да поштеди и лично јас ќе бидам прв критичар ако некого поштеди. Без оглед на тоа дали се работи за македонец или албанец или турчин или не знам колку. Знаете што, мислам дека во оваа ситуација повеќе од јасно е и точно е вашата констатација дека тактизира Заев во една ваква ситуација под наводници демек ќе се заостале меѓуетничките односи. Меѓутоа мислам дека албанската интелигенција, еве и новата политичка партија БЕСА, секој граѓанин во оваа држава сака да знае што правил неговиот политичар. Ако правил криминални дела и тој сака да ги види што е тоа што направил. Ако ставил ако крадел, сигурно сака да дознае зошто кај се тие пари. И оттаму јас не се Значи, не. Погрешно е тезата да се мисли да ги поштедим, оте ќе ги заошли. Па Заев играше на карта на тактизирање, меѓутоа може ќе ни изненади. Еве да го упатиме повеќе. Заинтересирани да дознат што сработели и работени нивни представници. И треба. И Заев треба да го охрабриме ние да ги изнесе на албанците. Меѓуетнички односи ќе заошли ако се скриват. Па видите меѓуетничките односи. Ако се маскират работи. Како кога имаме исти проблеми еве во делот на образованието, како и албанците. На клучното прашање. Кажете да не го разбрам. Не се го поставили Можда сум глупав, ама не знам сега мислам дека сум професионалец. Ме прашувам директно, дали Заев и во јавните настапи и во јавната промоција на тајните снимки тактизира со албанскиот фактор? Јас реков да. Како не знаете? Јас реков да. Како не знаете кога сте аналитичар кој му Јас реков да, во првиот момент да. Прво ме прашувате нешто кога практично е излезен само 10% од тоа што треба да излезе. Да почекаме што ќе излезе понатаму, за може да констатираме. Не верувам на тезата дека нешто кој можам само да претпоставам. Не верувам на тезата што ја пишувате дека за 2 до 3 месеца ќе падне режимот, ако немате информации. Врз основа на што формирате јавно мислење? Тоа е веќе друго прашање. Вие прашувате нешто за во однос на да се поштеди еден субјект. Значи, господин Чомовски, тоа е повеќе желба на тоа тактизирање беше уште може ли да се некои работи да влеземе тука. Може ли да се Јако зборевме поинаку. Тоа тактизирање кај Заев го имаме. Ама не најмал проблем да си ги кажете желбите. Не. И ворете Билјанике, може ли малку да се чекај да го чуеме Петровски пак ќе кажеме. Не, пред да, пошто ми вели за желбите. Мојата желба, ама ич не е да падне Груевски. Не, мојата желба е ич, нула да падне Груевски. Пошто дури не размислувам ја за Груевски.
како таков, оти тој е несреќа на Република Македонија, а и вие што го поддржувате исто така се несреќ. Но Чекайте ако малку, како не го падне тој оспорувате? режим, Ама како го оспорувате вие ставот на 500.000 луѓе Не, не. пред 9 месеци? Па гласале Тоа ви луѓе за кажам партијата. дека некоја од Знаете што, бомбите господин ќе ви Билјали, докаже дека ВМРО 200.000 е столбна оваа гласа се држава дадели. и без ВМРО Македонија ќе биде многу послаба. Затоа Па работат 10 странците. години, Ама 10 слушайте, години дупло еве се, задолжена државата и дупло чекайте малку, посиромашна. да докажам реченицата. Не може да влезат значи не можејќи да срамота сега да кажем во Билали и Вемола. Може ли сега да ја кажам Ама реченицата? гледај економските Ајде, повозрасен сте, нема да ве прекинувам. Не е проблем. Ама гледај, немој да го фалиш ВМРО, оти срамота, тој е брука. 12 години на власт, ние сме 20 години назад. 9 години, добро. Може ли да се завршим реченицата? Немој со таква да не прават будали баш. Добро, ама сега ние сме ги имале овие спорови 98-2001 во парламент, се разбира, на различни идеологии припаѓаме. ВМРО е столб на оваа држава, јас тоа го мислам и сега и од дете. И нема да го сменам тоа мислење. Сакате да гледаме политички, сакате да гледаме историски. Не можејќи да влезат у тој столб, бидејќи столбот доби 500.000 гласови на последниве избори, они бараат да влезат кај послаби ликови како што е Заев. И тоа е многу просто. Зашто само на тој начин може да се смени името и да го снема македонскиот идентитет. Толку е проста анализата. Другото све е одење од ваму до наму. Ај вака само да се надоврзам, па потоа Не, а напред. 5 милиарди Билјали, долари да што кажем исчезна, ние- извини, што исчезна, констатирано 2 релевантни американски организации за 10 години. А да Кај се се тие замениме да пари? водиш емисија место. Не, само да прашам. У Пошто друга него- ситуација види да не си ама албанец сме би те избркал почели- зашто ми го взимаш за рајата. Значи, Добре, сега јас привилегирам поради тоа ли Значи, има вака, предност? јас апсолутно сум согласен дека ВМРО е столбот на оваа држава, било и ќе биде и понатаму. Меѓутоа, сигурно дека ние како ВМРО-вци, како луѓе кои што сме учествувале во создавање и обстојување на таа партија, мораме да бидеме објективни и да ги критикуваме сите оние действија, сите оние постапки кои што и настетуваат на штетата на угледот пред се на државата, а потоа на партијата. Може после да се надоврзиме. Меѓутоа, кога говориме за тактизирање на Заев, јас бев меѓу првите кои што јавно го повика да не тактизира, односно сите нас да не држи во заложници. Тој, ако се сеќавате многу добро, кажа ќе ги пореметиме меѓуетничките односи. Зошто би ги пореметиле меѓуетничките односи ако кажеме Ако се работи за криминал. Ако се работи за криминал. Кој е тој албанец што ќе го подржи некој што крадел, а бил во власта, преку ноќ станал богаташ и за да ги ние меѓу себе ги заостриме односите. Тоа е едната работа. Второ е она што кажа ќе се срамиме ние во Македонија, ќе ја наведнеме главата. Јас како патриот, како член на ВМРО ДПМН, апсолутно не чувствувам потреба да ја наведнувам главата ради тоа што доколку некој друг правел вакви криминални дела или било што. Напротив, ќе бидам првиот и сум првиот кој што ги осудува сите тие. Секој оној кој што го поматил угледот на партијата, угледот на државата, ние како ВМРО-вци, како вистински, искрени македонски патриоти, мораме да го осудиме како граѓани на Република Македонија, па дури и да се работи за сопствениот брат, сопствениот татко. Од друга страна, сигурно дека ќе бидеме првите и сме првите кои што ќе го осудиме секој обид на мала врата да се дојде на власт со изфабрикувани средства, методи, техники и се друго што му стои на располагање. И оттаму ние се залагаме што побрзо да излезе се на виделина, да видиме и едноставно сите оние кои што си ја сакаме државата, кои што си ја сакаме партијата, да излеземе и на некој начин ние како граѓани да го донесеме нашиот став. Кикиновски малку да земете здив. Малку поемотивно говорам. Ама прашањето е многу конкретно и директно. Најостар критик што сте на ВМРО, ама знам дека СДСМ никош нема да бидете. Прашањето е дали во актуелното ВМРО се развива творечка дискусија на која на лидерот на Груевски му се соопштуваат реалните состојби на терен дека има незадоволство меѓу студенти, има незадоволство или се прави околу него една аура на недопирливост. Значи, јас не сум во партиските органи и тела, последниве, откако е дојден Груевски, односно откако бев исфрлен у времето кога се боревме против бугарофилите нели во нашата партија и од тогаш немам активно членство во партијата, меѓутоа јас сум останал во ВМРО ДПМН. Мислам дека во партијата внатре во моментот нема, меѓутоа надвор од членството се развива. Еве, слушнавте денове дека се формираше еден
форум на слободно умни патриоти на Република Македонија, на кое што и јас прочитав таа програма, ги прочитав целите визијата, ќе и пристапам, односно веќе пристапив, и заеднички ќе се обидеме критички да ги елиминираме сите оние аномалии кои што и штетат на партијата, впрочем и на државата. Петровски, во дел од публикуваните телефонски разговори меѓу ВМРО и ВМРО, нели? Независно од тоа. Има една доза на, освен интимизација, на критика на ВМРО-ските кадри. Дали таа структура потоа има бранови, цунами кој оди кон членството кој вика, па чекај, што прават овие од врвот, кога се занимаваат со вакви перфиди и перфидни политички играри, партиски играри. Дали ова прислушување може да дојде до разорување на политичкото па и врвното раководство на ВМРО? Може би ќе залади односи меѓу некои од играчите внатре. Меѓутоа, суштина, сите тие добро се свесни каква е намената на ова што го прави Заев. И мислам дека ќе почекаат да видат кој го нарачал тоа и како излезе у јавноста преку Заев и Верушевски. Значи, вие не можете да очекувате толку голема партија која што е толку време на власт, сите да размислуваат исто. Сигурно е дека имаат различни размислувања. И јас имав различно размислување. Имав и посебна партија, имавме расправи во десницата, па после 2011 процес на обединување на десницата кој што резултираше со резултатите минатата година. Идеолошки работите се развиваат многу сериозно и да не речам по учебници. Но нормално меѓу човечките односи никој не може да ги контролира. Раслојување нема да има. Фракции, процесот на 90-ти години во ВМРО нема повеќе да се случи. Ама дали се чувствува одреден степен на реакција на членството во кој вика, чекај, па ние за кого работиме ако тие врвот се богатат, ако така паланечки разговараат во телефонските разговори. Ама и ова е паланечко. Добро, значи, извини. Значи, малку дискусијата е што би било кога би било. Добро. Нема разговор за богатење. Таму они си прават муабет, се оговараат. Не слушнавме ние криминал, еве ти 5 милиона евра, тендери, не знам што, под маса, намести го тој, донеси го овој. Ова е повеќе воаеризам кој што веројатно долго време го анализираше Заев, бидејќи му требаше 5 месеци да ги одбере тие фамозни разговори и да ни даде разговори за Ахмети, негови болни пријатели и приватни разговори на сите нас и да ни најавува папки. Немек сега ја ако разговарам порадикално, може ќе ми отворат мојата папка, бидејќи претпоставувам дека и јас сум еден од тие што се маркирани да се собираат податоци, бидејќи нели ме има во досиејата. Така што има разномислија и претпоставувам дека за секојаш ќе ги има, мимо сите овие кризи. Меѓутоа ние мораме да причекаме нели да излезат на површина сите оние кои што наводно вели се, така вели Заев. Значи, откако ќе излезе, сигурно ќе треба да се соочиме и да видиме зошто е тоа така. Дали е вистина прво да утврдиме? Дали е вистина? Ама ако утврдиме дека е вистина, што понатаму? Па има обвинителството. Јас не би сакал на вистина да поддржувам некој кој ако направил такви сериозни кривични дела. Кои кривични дела? Велам, ако се испостави. Ама да се испостави треба. Значи сега имаме ние театар. Велам во тој. И оттаму видете. Секако прејудицирање, секако бранење. Еве гледам некои издруженија се формира, брани некој некого од нешто. Од кого брани? Ама и напаѓање, ама и секако ние ништо не знаеме што се случува. Тоа е бомбата на Заев. Јас имам 20.000 папки и јас ќе ги пуштам кога сакам, ќе ви внесам немир меѓу вас. А од каде се не кажува? Зашто не искаше да го каже? Ќе мора да го каже, еве, постапката ќе почне. Ќе мора, па има постапка. И мора да го Па затоа велам, секи излезе. Тој ќе одговара пред законот. Што правиме ако ги фабрикувале они Верушевски и нивната клапа? Клапата на Бранко Црвенковски. Ама први ќе видиме што ќе го судиме, сигурно. Значи мораме ние непристрасни да бидеме. Одлично, па не сме пристрасни ние. Меѓутоа не можеме ние да го осудиме ВМРО затоа што Заев ни дал документи, односно транскрипти, внесени документи. Кој го осудува ВМРО? Не зборам за вас. Зборам се ствара една хистерија. Еве збориме дека режим бил на власт и така натака. После 9 месеци од легитимни избори. Добро. Поштувани гледачи, следите Телма, Кекеновски, Бинали, Петровски и натаму во студиото, веројатно ќе превршиме во завршница со две клучни прашања. Дали ни треба меѓународна арбитража и дали се вклучуваат сега поактивно германците во евентуално посредување и пред доаѓањето на Хан. И клучното прашање,
што би бил можниот излез на политичкиот компромисот околу оваа криза? Дали е заминувањето на власта, дали преод на влада и така натаму. Следете ме и натаму со моите гости. Мигрален фактор. Поштовани гледачи, и натаму Кекеновски, Билали, Филип Петровски, завршуваме на топ тема која би требало да не соочи со фактот каква разврска со или без меѓународни фактори. Сами со исклучивост Заев на власт Груевски заминува или и двата ги заминуваат, па доаѓа некаква нова солуција? Прво, сосем е сигурно дека Груевски заминува, дали без оглед на тоа дали тој го сака тоа или не. Начинот како е веќе друго прашање. Ако има елементарна, значи рационалност, рационалитет кај него, најверојатно ќе се поднесе оставка и ќе се повлече. Ќе биде многу порелаксиран и политички амбиент и за неговата партија ќе биде многу корисно. Мене ме плаши дека му недостасува таа доза на рационалитет или рационалност и можно е да оди до крај. Што значи тоа до крај? До конфликт? Може би до конфликт. Ево, например, не случајно... До Мајдан? Мајдан. Може би ќе игра во дозиран меѓуетнички конфликт. Нели денеска чувме некоја информација? Јас би се кладал со вас дека нема да има. Нели чувме денеска информација? Да. Наводно косоварите масовно купувале имот во Република Македонија. А се селат, што е а се селат на запад? А се селат, значи 150.000 косовари бегат сите го читаат надвор на запад за екзистенција. 60.000 косовари земале српски пасоши поради екзистенција. Што ќе барат тие во Македонија? Од Македонија бега, значи од пекол, во пекол што барат луѓе? Од пекол се бега. Петровски, била ли има Нострадамус варијанта, како Нуриди Рубинија у проценките дека катаклизма ќе доживееме финансиски и така натаму. Каква е вашата проценка? Повеќе е тоа желба, отколку што е реалност. Што мислите дека нема да дојде до... Да, јас мислам дека, гледате, чиста е ситуацијата. За правни не правиме мове, правиме за политички. Чиста е ситуацијата, многу е чиста, затоа што ВМРО има поддршката на најголемиот дел на македонските граѓани. Неговите снимки да остануваат долу. Ако де, па затоа кажувам. Значи, она што вие го поставувате како дилема, дали ќе имаме странска интерференција, обидување да се влезе во играта, тоа е план на Заев. Затоа што он не може да дојде без странците на власт, не сега, за 55 години од сега. Контролираниот конфликт, исто така рецептура на Бранко и на левицата, ако сакате да вратам на Гостивар 97 2001 Македонија, што се случи и така натака. И најавите на Заев дека ако ги извади документи веќе се случи нешто во меѓуетничките односи. Значи тоа е таа рецептура која што ВМРО не ја користело или ако ја грешам, ме поправете ме веднаш. Значи ситуацијата е многу чиста, оваа хистерија брзо ќе се смири. Сега странците веројатно ќе вршат притисок бидејќи Заев е решен да ја држи Македонија во заложништво. Ама има една, мислам, да си дозволам луксус малце да коментирам. Има битна разлика 2001 година тандемот Груевски и Тачи беа релативно за политичката пракса бизнис, ама би рекол наивни. Или добронамерни, или наивни, како сакате. Тендерската коалиција Ахмет и Груевски апсолутно функционира безпрекорно. И не сум сигурен дека таквата лежаност дека може да дојде до раскин на коалицијата, па Ахмети да се суспендира од одговорноста, дека нема да може би да помине со ова сценарио која би било контролирана нестабилност, за која заговара Билали. Значи, останувам на тезата, ајде не го спорам сега тоа тендерска коалиција, бидејќи ќе влеземе у друга расправа. Останувам на теза дека Македонија е стабилна и ќе остане стабилна, за да има повторување на 2001 или некаква слична епизода, треба странски посериозни ангажмани, бидејќи ги имаше во 2001, да не се правиме наивни. Сега ги нема затоа што немаат свој капацитет овде во регионот, имат многу поголем проблем во Украина. Ама, Петровски, само еден момент, да, поедете.
Ќе може ли колку да инциденти, извини само, меѓуетнички инциденти сме имале, значи овие 8 години. Од Бесе, Бреза, разни инциденти по Кои се автобуси, тие? по улици. Значи тоа се Ама било добро, тоа е контролирано. од Тука 2000 во Нерези. Ама од 91 тоа е традиционална шема. Зборувам овие 5-6 години последниве. Секогаш на режимот кога имал потреба нешто да измаскира, да се дефокусира јавност, секогаш измислува нешто или инициирал инцидент. Не, ова е инсинуација. Ова е инсинуација, ама Вилјани. секогаш Се вие извинувам. од ВМРО мислите инсинуации, а имате дела кои ви се Кои се реално тие? катастрофа. Кои се тие? Не, кажете ми, ево. Кои се тие 10 инциденти што ги години. предизвикало ВМРО? Не, ама колку инциденти сме имали? Зошто сега нема? Па тоа е ради ВМРО и дуили. Па веројатно ти Тоа е ради суштината на разликите Па зошто сега ги немаме? етникумите. Ама зошто ги немавме порано? Значи, дури Ма за секогаш време ги на имало. конфликтот Ама немавме секогаш ги имало. спонтани меѓуетнички судири. Но Што се па- случи? но кршење на некој еден автор. веројатно ги им дава на тие деца и обично ги избира тие деца кои се малолетни да не ги фати ама закон. мислам дека билали по периферија одите. Да. Затоа што на пример ДУИ од 2001 година со мали исклучоци ги реализира стратешките етнички приоритети на албанците во Македонија. Кои се тие? Паритет во администрација. Тоа пишува во уставот, не е прашање не на пишува ДУИ? Не, уставот. паритет Тоа не може. Уранковен договор е Согласно. реализиран. Не, Не пишува паритет, пропорционална. Правично застапено. Значително пропорционално зголемено учество застапено. на албанскиот език. Сега да не правиме моја. Да. Ајде, го нема тоа. Така што јас се кладам со вас овде дека етнички Ево судија јас нема ќе да се биде. кладам со вас дека Може? да, Добро. дека Одиме понатаму. учеството на ДУИ во власта е до крај маргинално. Тоа е партиско прашање, не етничко Не, прашање. етничко. Јас не го делам мислењето и на 20 мои соговорници, од причина што мислам дека работите се отидени предалеку и сега се наоѓаат во една ситуација на клацкалица. Едниот ја покрена постапката пред пред институциите на системот, другиот поднесе контратужба, а во меѓувреме во зависност од силината на детонацијата на овој втор бран, па и трети, четврт натаму, ќе зависи целокупната ситуација. Значи, колку повеќе ќе изнесуваат тешки обвинувања, толку повеќе се ќе биде загрозена самата позиција на Груевски и на раководството на ВМРО ДПМН. Така да мислам дека во една загрозена за да се доближат за договор, за политички компромис или загрозена за заминување и смена? загрозена за заминување и смена, евентуална смена. Меѓутоа мислам дека тоа тешко ќе оди во една таква ситуација. За да не се предизвика дополнителни тензии, мислам дека веќе од утре натаму ние ќе имаме имаме веќе најава на голем број на странски представници кои што впрочем и сега мислам дека разговараат и со едниот и со другиот за да не одат до крај, за да можат на некој начин. И мислам дека се после месец до месец и пол ќе се случи со завршување со формирање на експертска влада. И тоа експертска влада не за месец дена, туку мислам дека малку подолго за 5 до 6 месеци. Она што ни се случуваше во Бугарија, во меѓувреме да се расшират избирачкиот список, да се види колкава е бројката на вкупен број на гласачи во Република Македонија, а до тогаш во ВМРО ДПМН доколку има сериозни обвинувања, претпоставувам дека можно е да има турбуленции, меѓутоа турбуленции во смисла не да се растои партијата, туку на некој начин да влезе појака во таа борба во тие наредни избори кои што би требало да доведат. Ако политички добро го следам Груевски, мислам дека погрешна перцепција правиме за неговиот стил на владење. Тврдо корене и безкомпромисен на тој план, ако не му се извадат документи директни за евентуално... Јас говорам за во зависност од тежината на Петровски. Впрочем, за таа тврдокорност, видовме до каде отиде тврдокорноста, со повлекувањето на овие три. Тоа не е само обичен политички, потек кој што еве да направам чекор назад, за да направам 3 чекори. Каква би била завршница? Каква би била можната разврска на ова ситуација? Едниот крстат како државотворна, другиот крстат како политичка криза. Тоа е наметната политичка криза, меѓутоа има процес кој што ги отвара картите. Поднесени се обвиненија и сакаме да видиме зашто станува збор, од каде дојдоа документите, кој ги дал нарачките, дали инволвирана странска држава. Просто. А не знам зошто генерализација се прави за странска интервенција, односно
викање на олеснувачи како во 2001. Па коалициониот партнер Дуи денеска со соопштение. Ако депа Дуи може си има некој ДПА политички исто жел. така. Шо се? И Значи, заради сите тоа треба политички- па заради не, тоа не, треба јас да колку дојдат што знам- странците. Па странците се веќе тука, Филип. Јасно е, Кога се веќе странците? меѓутоа прашање е до кога они ќе ни ја кројат судбината, така? Па, и Или мене тоа ми е ние го жал, сакаме? и мене ми е жал. Ние не створивме политичари со авторитет и интегритет, кои што можат да седнат и ферски да договорат тоа што ќе го договорат, да го испочитуваат. Чувате се За тезата како за ќе крај, како да ќе видам кај Билали шо има напишано што не сум го прашал. Не, во однос на Ќе се тоа. жали ќе се жали после на национална основа дека не е прашан. Нека мене не му поминува. Лично мислам Ова беше дека шега сега. тоа што како ќе има завршница на ова, веројатно е општо познато дека нашите институции не функционираат врз основа на закон, туку врз основа на лични убедувања. Не би рекол ни партиски убедувања, ни партиски ставови. Значи лични ставови на двајца или тројца луѓе. И тоа цел свет го знае и меѓународната заедница го знае. Тие веројатно ќе дојдат тука, иако делумно се, меѓутоа ќе се интензивира во наредниот период и Што најверојатно ќе ќе се заврши дезивира? Мониторингот или медиацијата? и медиацијата, ја мислам дека конечно, Добро. од ситуацијата ќе можно и да излезе од контрола. Многу зависи што ќе уфрлат на површина сега представниците на опозицијата, а јас информации колку имам, значи тие воопшто не се добри и значи гарнитурата, постојната гарнитура не може да го издржи тоа што ќе излезе на површина и ќе бара самата ќе бара некакво решение, компромис индиректно, без оглед на тоа како ги квалификува во моментот тие појави. Прашањето кое го оставам за крај, а ми е индицирано од оној разговор што го снимив со еден од можеби во овој момент најкреативните личности во македонци во светот, тоа е доктор Крсте Роџевски. Тој е инаку психијатар и психофармаколог, но многу попознат како композитор, вокалист на Добалчак и сенки на Попов и на Манчевски. Со него разговарав преку 40 минути во Македонската опера, каде што утре се изведува еден филхармоничен настап, концерт со триото на Дуке, Лимановски и Роџевски. Погледајте го само дел од разговорот кој допира една тема која е на границата меѓу психоза на духот во Македонија и какво лидерство може би ни треба. Крсте Роџевски за Телма. Нема тајни во ова мала среќа. Што на Македонија би препорачиле како лекарство за смирување на емоциите, на страстите кои се во вишок? Тоа На е, политички план, на економски план и така натаму. па, во Америка, во американската психијатрија има правило и секаде тоа треба да се почитува, не треба да даваш дијагноза за пациент што не си го видел и кој не е дошол на консултација. Така да тоа се ќе биде некоја генерализирана терапија или дијагноза, што колку сум паметен сега јас да ви кажам нешто, така да мислам дека ни треба повеќе психотерапија него медикаменти. Je ne suis pas une jeune fille comme il faut, je le reconnais. Дали знаеме да одмолчиме? Или гласноста која ја чувствувате е вибрација која ни создава урбан, животен стрес и така натаму? Интересно, тоа начинот на кој разговараме или дебатираме во Македонија е агресивен и гласен, а гласноста е секогаш 100% секогаш знак на слабост. Во првите дебати кога почнаа да се прават во Кембридж и Оксфорд во Англија и моментално и во Америка има дебата клубови, првиот што ќе го повише гласот, ја веќе ја губи дебатата. А кај нас тој што го повишува гласот едноставно има право да каже нешто. Еден бакнеш, песни рој. Како би се регрутирал од една таква дебатна заедница лидер? Како би го профилирале? Како психолошки статус, како карактерен
импулс и така натаму? Човек со голема интроспекција, што нема проблеми со тишина, со емпатија и пристапен. Тие ми се 4 асоциации први што ми доаѓаат. На некој начин, јас живеем во Америка 2 години, знам дека во времето кога беше Клинтон и кога беше Буш председател, знам како луѓето реагира на Клинтон. Со бил со негови соба, во иста просторија. Знам која е таа енергија кога таков лик ќе влезе. Тоа нема врска каде си бил школуван и колку си моќен. Едноставно таа пристапност, таа моќ да се флексибилност на размислување. На крај сме од денешната топ тема. Ако ве исклучам од амбициите да бидете лидери, кој би можел, каква личност ни недостига, која би можела ова антагонизирана атмосфера да ја воведе во нормален колосек на диалог и на разрешување на кризата? Била ли? Тоа е многу комплексно прашање, значи не зависи само од една личност. Значи, важно да се има идеал за нешто и да се формира група и стратегија. Значи, да се смени комплетно инфраструктурата, убедувањето на луѓето, свеста кај луѓето, но за да се направи тоа, значи, треба тоа што беше кажано, да ги немаме тие луѓе на кои им е потребна психоанализата. А такви луѓе се тие на кои колку и да имат пари, значи, никогаш не им се доста. Значи, тоа е прашање на анализа на психиката. Државник за да се биде, или лице кој резонира државнички, е лице кој не работи за наредните избори, туку за наредните генерации. За жал, се уште ние немаме и не сме имале државник. Ќе видиме понатаму дали ќе ни се случи. Петровски? У контекст на политичките партии, така, мислам да се спуштиме у реалната македонска политичка слика и милје. ВМРО има наредниот месец конгрес и секогаш има после изборите конгрес и избира лидер на партија. У суштина, ако збориме у теорија, тој што ги губи изборите, го напушта кормилото, нели го спомнавме Камерун, Британија, Франција и така натака. Заев тоа не го направи. А ВМРО ги доби изборите, така што не гледам дека ќе има некаков дисконтинуитет у она што го имаме како движење у партијата. Келовски? Јас својот став каков треба да биде лидер на една држава го кажав на конвенцијата, каде што кажав дека треба да биде легалист, легитимист. Прво и основно, човек кој што ќе го почитува уставот и законите на оваа држава и ќе бара од другите да ги почитуваат, кој што сите граѓани ќе ги гледа како рамноправни, кој што ќе биде едноставно пристапен, човек кој што може со секого да разговара, на секој ниво да се спушти, едноставно човек кој што ќе биде ќе умее да ги разбере сите проблеми на секој обичен граѓанин во оваа држава. Поштовани гледачи, ги следевте размислувањата, па на моменти и полемичниот дух на Петровски, Билали и Кикеновски. Утре во истово време се враќа темата за скандалот или случајот Тамара со Боби Христов. Пријатна вечер.